Времето во кое што ние денеска живееме е време на многу информации. Така, доволно е само да отворите телефон, не мора ни да имате социјални мрежи, само да отворите на интернет и веднаш имате пристап до многу информации. Што се случува во државата, што се случува на Балкан, што се случува во Европа, што се случува во светот. Од вести или информации поврзани со политичари, со војни, со познати звезди, со актери, со пејачи, што и да ве интересира, денеска имате пристап до него. Пред некое време имаше некој истражување пред неколку години кај што заклучокот од тоа истражување беше дека информациите кои што ние ги добиваме за неколку дена од нашиот живот, или ајде речеме до недела дена, така нешто беше, човек во средниот век ги добивал за цел живот. Значи тоа што ти го примаме денеска во една недела, како информација за што, каде, како се случува, ако се соберат тие информации во просек, човек во средниот век ги добивал цел живот, а ние ги добиваме за една недела. Проблемот или ако проблемот за луѓето порано, ако воопшто тоа било проблем, била неинформираноста, за нас денеска проблемот или предизвикот може да биде погрешната информираност или она што се нарекува дезинформација. Иако не сум јас баш многу сигурен дека тоа што порано луѓето биле малци информирани, дека тоа било па и проблем. Не, секој се гледал својата работа, никој не го интересирало за кој што некаде таму направил, знае што се случува во твојот живот, знае што се случува во твоето семејство, знае што се случува во твоето село. Тоа ти е доволно да го знаеш да си живееш мирен живот. Ние денеска од толку многу работи што ги гледаме, од толку многу работи што ги читаме, можеби и менталното здравје на луѓето денеска е многу послабо во тоа што било порано, токму поради тоа, затоа што сме премногу изложени на информации. И кога имаш премногу информации, едноставно ти се прави хаос во главата, едноставно ти се прави хаос во срцето и предизвикува различни емотивни реакции. Ама ако за луѓето порано било карактеристично дека биле неинформирани, за нас денеска е карактеристично што имаме толку многу информации, што некој пат е тешко да препознае што е вистина, што е лага. Се може да прочитаме на интернет и сега прашањето што од ова е вистина што го читам, што од ова што го читам е лага. Или можеби па некој пат е полувистина. И бидејќи тој така наречен пазар на информации толку многу се натрупа со информации, секој ден имаме се нови медиуми, се нови страници и така натаму кои што само не хранат со информации, пред неколку години излезе еден израз кој што се поише и поише се користи, тоа е изразот лажни вести. Сте го слушнали сигурно. Тоа е лажна вест, fake news на англиски произлезе, ама ова е лажна вест, ова не е лажна вест и така натаму. Лажна вест по дефиниција, иако не секој пат е така. Особено за време на пандемијата, кој што му одговараше, ако на некоја вест не му одговараше, ја викаше ова е лажна вест. Независно дали е тоа вистина или не, вика ова што го кажуваат тие бидејќи не ми се допаѓа, луѓето се го толкува како лажна вест. И од едната страна и од другата страна. Тука не навлегувам кој беше вашиот став во однос на пандемијата, вакцините, не е ни време, немам ни желба за такво нешто. Ама факт е дека кога една група нешто верува и поддржува, ако некој друг кажува нешто друго, одма се етикетира како тоа е лажна вест. Лажна вест по дефиниција треба да биде информација, лажна информација, која што некој ја споделува со цел да ги заблуди слушателите или читателите на таа порака. Или да речем да ги заблуди примателите, да им представи нешто поинакво од тоа што на вистина е. И многу често лажните вести се шират со една намера, за лична корист. Затоа што јас сакам нешто да придобијам, затоа што јас сакам нешто да постигнам, ќе пуштам нешто што не е вистина, за да соберам група која што ќе ме поддржи, која што ќе ми верува во тоа што сакам да го промовирам. И лажните вести и фразата лажна вест или лажни вести можеби се нови, релативно нови, неколку години можеби стари. Ама концептот за лажни вести е стар колку и самиот грев помеѓу човекот. Концептот за лажни информации, споделување на лажни информации со цел некој да си направи, да постигне нешто што му одговара, е стар исто колку и гревот помеѓу човекот. Првите лажни вести кои што му биле пренесени на, ако може да речеме вести на човекот, беа лажните вести кои што беа пренесени во Едемската градина.
им беа кажани на Адам и на Ева. Кога зборам за лажни вести, не мислам на вести само некој ќе застане пред камера. Мислам на споделување на лажна информација со цел да постигнеш нешто, со цел да заблудиш некого да поверува нешто што не е вистина. Првите лажни вести во историјата на човештвото беа кажани од страна на сатаната, му беа пласирани на човекот и главната тема беше Бог и неговиот збор. И затоа ви реков да отворите во Битие 3 глава или во книгата Создавање 3 глава и ќе читаме за гревот на човекот. И гревот на човекот во суштина тоа што го пишува во Битие во Создавање 3 глава е ситуација во која што човекот верува во лажна информација, поверува во лажна информација во однос на тоа кој е Бог и во однос на тоа кој е самиот човек. И како резултат на верата во таа лажна информација, човекот направи грев и се останато ни е веќе, да речем, позната историја. Зошто е важно да размислуваме на оваа тема, на лагите, на лажните информации? Едно е да размислуваме за лаги или лажни информации кои што се пласираат на телевизијата, иако верувам дека и тие се релевантни во одредена мера. Но, друго е кога размислуваме во однос на тоа што или кои се лажните информации кои што сме поттикнати да ги примиме во однос на Бог и во однос на самите нас. Бидејќи, ако поверуваме во нешто што е лага во однос на Бог, тоа неминовно ќе има влијание во начинот кој што ние го живееме животот. Бидејќи ние луѓето сме така програмирани, генерално гледано тоа што го веруваме во однос на Бог, тоа ни го диктира животот како го живееме. Ова го велам дури за луѓето кои што се верници. Ти може да речеш јас сум и спасен и го имам спасението и јас сум христијанин и ќе го наследам вечниот живот, ама сепак некој пат во некои аспекти од животот можеш да бидеш во искушение да верува за Бог нешто што не е вистина за Бог. И ако верува за Бог нешто што не е вистина за него, јас ти гарантирам дека ќе почнеш да веруваш за себе нешто што не е вистина за тебе како Божјо дете. Тоа има импликации. Нашата теологија, ако може да кажам, науката за Бог, нашето верување за Бог, неминовно има импликации за тоа како ние денеска го живееме нашиот живот. И мислам дека многу добар пример за тоа се Адам и Ева. Битие 3 глава пишува вака. Но змијата беше полукава од сите зверови полски, што ги создаде Господ Бог. Па и рече на жената: вистина ли е дека Бог рекол да не јадете од ниедно дрво во рајот? А жената и рече на змијата: ние јадеме род од секое дрво во рајот. Само од родот на она дрво среде рајот, рече Бог, не јадете од него и не допирајте се до него, за да не умрете. Тогаш змијата и рече на жената: нема да умрете. Но Бог знае дека оној ден, кога ќе вкусите од него, ќе ви се отворат очите, па ќе станете како богови и ќе знаете што е добро, а што зло. Кога жената види дека родот на дрвото е добар за јадење и убав на изглед, и дека дрвото е пожелно поради тоа што дава знаење, набра род од него и го изеде. Па му дади на мажот свој, та и тој јадеше. Тогаш ми се отворија очите на обајцата и разбраа дека се голи, па испреплетоа лисија од смокви и си направија опашала. Тогаш го чуја гласот на Господ Бог кој одеше низ рајот во времето на дневниот ветрец и се сокрија Адам и неговата жена меѓу рајските дрвја. Но Господ го повика Адам и му рече: каде си? А тој одговори: го чув одењето твое низ рајот, па се уплашив бидејќи сум гол и се сокрив. И тој рече: кој ти кажа дека си гол? Да не си јал од тона дрво од кое ти забранив да јадеш? Адам пак рече: жената која ми ја даде ти, таа ми даде плод од дрвото и јас јадев. Тогаш Господ Бог рече на жената: зошто го направи тоа? Жената одговори: змијата ми измами и јас јадев. На змијата пак и рече Господ Бог: зашто си го направила тоа? Проклета да си меѓу сите животни и сите полски зверови. Помесечки ќе се влечеш и прав ќе јаде се до крајот на својот живот. И ставам непријателство меѓу тебе и жената и меѓу родот твој и породот нејзин. Тој ќе ти ја смачкува главата, а ти ќе го каснуваш во петата. И на жената и рече: кога ќе бидеш бремена, ќе ти ги умножам и преумножам маките, со болки ќе раѓаш деца и ќе се приклониш кон мажот свој и тој ќе ти биде господар.
Потоа му рече на Адам, бидејќи ја послуша жената твоја и вкуси од дрвото од кое ти забранив и реков, не јади од него, затоа земјата нека биде проклета за тебе. Со мака ќе се храниш од неа се до крајот на својот живот. Трње и бодулки ќе ти раѓа и ти ќе јадеш трева полска. Со пот на лицето ќе јадеш леп, се дури не се вратиш во земјата од која си земен, зашто си земја и во земја ќе се вратиш. Познат текст, предпоставам за повеќето од вас, ама контекстот е следниот. Бог им ја дава Едемската градина на Адам и на Ева, им вели, ова е за вас, ова парафразирам, не ги пишам баш буквално овие зборови, ама на некој начин им ја даде за нивни благослов. Да ја уработуваат, да уживаат во неа, да им биде убаво. И им ја опиша реалноста со следниве зборови. Еве вие, обработувајте ја, уживајте во неа, ама има едно дрво од таа Едемска градина кој што не смеете да јадете. Денот кој ќе јадете, моментот кој ќе каснете од него, ќе умрете. Тоа беше реалноста и физичка и духовна која што Бог им ја опиша. Ама тоа не беше се, бидејќи вика текстот дека дојде и сатаната, дојде и змијата. Всушност тоа е символ за сатаната. И за сатаната, кога ќе земете да читате во Светото писмо, ќе видите има многу описи за него. Ама еден од описите кои што ги дава Господ Исус Христос во Евангелие според Јован 8 глава 44 стих е дека тој е татко на лагата. Со други зборови, станува збор за духовно суштество кое да не кажам отвори уста лаже. Знаете, некој пат ние тоа го кажуваме за луѓето, некој што многу лаже ги рече, ако отвори уста, ќе ти излаже. Кај него тоа е на некој начин како мајчин јазик му е тоа. И тоа е начинот на кој што тој се обидува да дојде до луѓето. И генерално гледано, на било каков начин тој сака причина, целта за неговите лаги и во овој текст, и лагите кои што нам денес не ги пласира е една, да го сврти нашето срце против Бог. Со се што прави сатаната, со сите искушенија, со сите напади во твојот живот, сите напади во мојот живот, он има една единствена намера, да го сврти твоето и моето срце против Бог. И генерално гледам го прави тоа, се обидува да постигне една од две цели. Првата е да ги убеди луѓето дека Бог не постои. И тоа му успева кај некој. Бидејќи ако Бог не постои, јас не ме интересира него. Така. Ама кај некои луѓе е малце тешко да ги убедиш дека Бог не постои. Кај тие кои што не може да ги убеди дека Бог не постои, се обидува да ги убеди дека Бог не е тоа што рекол дека е. Да, има Библија, да, има Свето писмо, ама не е баш тоа реалноста. Не е баш тоа така. Кога дојде кај Ева, и беше невозможно да ја убеди Ева дека Бог не постои. Знаеше дека ако тргне со таа тактика дека го изгубил над преворот, изгубил такмицата. Бидејќи Ева беше свесна дека Бог постои, ама за тоа дојде и пласираше лаги во однос на тоа што значат Божите зборови, и пласираше лаги во однос на тоа кој е Бог и каков е Бог, и пласираше лаги во однос на тоа како послушноста или непослушноста кон Божите зборови ќе има примена во незиниот живот. И верувам дека кај христијаните денеска токму тоа е искушението, токму тоа е она лажна вест која што тој сака да ја понуди. Ако ти денеска седиш на оваа клупа и свелиш јас сум верник, јас верувам дека Бог постои, јас знам дека Бог постои, сум го искусил на своја кожа. Многу се мали шансите дека непријателот ќе дојде и ќе ти рече Бог не постои. Ќе речеш не може да не постои, јас го имам доживеано во мојот живот. Јас верувам во него, јас го имам искусено, Бог постои. Ама ако си верник, ако си христијанин, ако веруваш во Божјото постоење, големи се шансите дека ќе дојде и ќе ти пласира лага во однос на Божјиот карактер. Ќе ти пласира лага во однос на тоа што значат Божите зборови, ова што е запишано тука во твојот живот. Ќе ти пласира лага од перспектива на ама не е баш така како што пишува тука. Јас знам дека ти си ја читаш оваа книга, дека секоја недела одиш во црква и ја отварате таму и слушате проповеди, дома си ја читаш и така натаму, ама знаеш што? Не е баш така. Тоа беше оно што го кажа на Ева. Не е баш така тоа што Бог ти го кажува. И ја фати во замка. И кога сатаната дојде кај Ева, прва праша дали е вистина дека Бог им забранил да јадат од сите плодови. Ја мислам дека он многу добро знаеше дека Бог не им забрани да јадат од сите плодови.
Ама сакаше да го представи како некој кој што е строг, како некој кој што ништо не им дава, како некој кој што е тиранин. И Ева, првата реакција на Ева беше добра, беше не, на некој начин како скоро да ги цитираше Божите зборови, скоро, не точно. Бог не им рече немојте да се допирате до него. Бог само им рече немојте да јадете од него. Ама Бог им кажа немојте да јадете од тој плод, Ева рече Бог ни кажа не смееме да јадеме од тој плод. Зошто? Бидејќи ќе умреме. И првата реакција на сатаната која ги слушна тие зборови беше негирање на Божите зборови. Не, нема да умрете. Не, нема да умрете, меѓу редови ако го читаме, значи Бог не ви ја кажува вистината. Вистината е поинаква и јас ќе ти дадам права перспектива на тоа што значат тие негови зборови. Или јас ќе ти дадам права перспектива на каква е на вистина реалноста. Бог не ја кажува вистината. И иако не ги кажува сатаната токму тие точни зборови, бидејќи ќе беше премногу директен напад, оно доколу се обидел по-суптилно да го нападне интегритетот на Божиот збор. И од почетокот на човештвото, од почетокот на светот, кога при првиот контакт помеѓу човекот и сатаната, од тогаш па до ден денешен, сатаната најчесто, иако не секогаш, најчесто доаѓа да не напаѓа со лаги. Во голема мера, борбата помеѓу темнината и светлината е борба помеѓу лагите и помеѓу вистината. Помеѓу, ако може така да кажам, идеи. Дека Бог ни дава објективна реалност, ни ја пишува реалност таква каква што е, и сатаната вика, и јас имам да кажам нешто друго во однос на тоа. Ние луѓето сме такви што секој пат се водиме според тоа што го сметаме дека е вистина. Не според тоа што е вистина, туку според тоа што нас не изгледа дека е вистина во моментот. И за жал има луѓе кои што тоа што сатаната го продава како пропаганда, го прифаќаат како објективна вистина. И тоа што токму тоа го направи Ева. Она поверува во реалноста опишана онака како што сатаната ја опиша. И тој од тогаш па до ден денешен води некоја, ако може да кажам, кампања за дезинформации. Најмногу поврзани со Бог. Повторно, бидејќи тоа што го веруваме за Бог има влијание на тоа како го живееме животот. Доволно е да не убеди дека Бог не постои и ние ќе се фатиме некоја безбожна патека. Доволно да не убеди дека Бог постои, ама не е добар, не вреди да му се верува против тебе, не ги има недобрите интереси за тебе. И човек ако ја прифати таа идеја, повторно ќе си го фати патот на безбожништвото. Кампања за дезинформација. Он многу добро знаеше дека ако Адам и Ева, првично Ева, но после и Адам очигледно, ако они поверуваат во тоа што им го кажува за Бог, за неговите зборови, дека они после ќе прават се што он сака. И сатаната никој пат нам не може да не натера да направиме нешто. Или ние помеѓу нашиот народ има изрека кој ѓавол го натера тоа да го направи. Ѓаволот никого ништо не тера. Он има само една задача. Да ти продаде одредена идеја, да ти продаде одредена лага во однос на Бог, во однос на тебе, во однос на луѓето околу тебе, во однос на животот. А ако ти ја купиш таа лага, он може само да седи на страна и ќе се биде задоволен и ќе трие раце, бидејќи се останато ти сам ќе си го направиш. Не мора да те тера, бидејќи тоа си го прифатил како некоја вистина. И писмото вели дека Ева и поверува на змијата, односно на сатаната, потоа и Адам го направи тоа и веќе останатото ни е нас познато. Останатото е позната историја. Ама не е настан кој што се случил тогаш и таму пред кој знае колку години на место кое што денеска физички вака не можеме да го видиме, не можеме да го сликнеме, да го посетиме. Не е само нешто што е за тогаш и таму. Овој настан и како има пример за нас денес и тука. Бидејќи лагите кои што нашиот непријател ги кажува се различни, ама сепак ги кажува. Таа кампања на дезинформации не е завршена. Кај Ева можеби ќе дошол кај Ева и рекол, знаеш што тоа што Бог го кажува не е баш вистина, касни се од тој плод ќе ти биде, не само што нема да умреш, и поубаво ќе ти биде, како богови ќе бидете. Ама кај тебе можеби ќе биде некоја друга лажна вест во однос на Бог. Кај мене можеби ќе биде некоја друга лажна вест. И некој денеска ќе рече, ама јас верувам во Светото писмо. Јас верувам дека ова тука е вистина, јас верувам дека ова е Божји збор и така натаму. И Ева веруваше во Божјиот збор.
Барем некој одреден период. Додека не беше притисната. Кога ќе бидеме притиснати во животот, тука реално гледано се докажува колку ние веруваме во Библијата. Лесно и беше на Ева да верува во Божиот збор, кога не дојде змијата да искушува, така? Лесно е да верувам дека Господ ме сака, дека има добри планови за мене, кога релативно во животот отприлика така ми оди добро. Ама ако ќе бидам притиснат, кога ќе имам нешто со кое што се измачувам во животот, кога ќе бидам под искушение, тогаш всушност јас ќе докажам или ќе покажам колку верувам во Библијата, кога е тесно. И Ева потврди. Поинтата ми е дека можеме ние денеска да исповедаме вера во Божиот збор. И добро е да исповедаме вера во Божиот збор. Добро е да речеме ова е вистината. Ама сакам да знаеш дека ќе дојде сатаната и ќе те поттикне, ќе те натера да ги преиспита своите ставови. Дали е стварно така? Дали стварно тоа што Бог го кажува овдека, дали стварно е вистина во твојот живот? Можеби тоа не е вистина воопшто, а можеби па е вистина за другите. Ама ти си во некоја поинаква ситуација во животот. Има многу примери од секојдневието кај што ова се пројава, кај што се покажува. Кога сме слаби, кога сме во искушение. Бог ни рекол дека никој пат нема да дозволи да минуваме низ нешто кое што ќе биде, кое што нема да можеме да го минеме, ај така ако може да кажам. Дека за секоја борба во животот ќе ни даде и сила, ќе ни даде и вера, да може да издржиме, да може да продолжиме напред. И кога си слаб и кога си во искушение, и покрај другото сатаната ќе дојде и ќе рече: абе, за ова искушение не знам баш. Ај за тие другите искушенија во животот, за другите борби, да, ама оваа борба, не знам баш дали има некој кој ќе ти даде сила ти да го поминеш ова. И да останеш и на крај при здрав разум. И кога ќе барем за момент ќе почувствуваш некоја таква мисла во твоето срце дека не можам јас веќе, тоа е тоа, сакам да знаеш од кого е. Од тој чија работа е да ги доведува во прашање Божите зборови. Од сатаната. Сака да те натера да го приспиташ тоа што Бог го има кажано. Кога ќе чувствуваш некаков немир, некаков неспокој, Бог, Господ Исус Христос рекол: мојот мир ви го оставам. Тоа е ветување во Божиот збор. Ама ако чувствуваш некаков неспокој, ќе дојде сатаната и ќе ти рече: знаеш што, ништо тебе не те вади од оваа ситуација. Бата ли мир, бата ли спокој, ти тешко тебе. Тешко тебе во оваа ситуација. Некој пат ќе се случува да не демнат гревовите од минатото. Не знам дали ви си има тоа случајно, мене ми си има случајно во животот, имав една таква, ако може да кажам, криза дали беше пред пола година или година дена. За еден конкретен грев од минатото, како дете, би немав повеќе од 8-9 години. Грев кој што, освен не намислам дека никој друг во животот не го знае, толку ми е срам за тој грев. Ке рече, што може 8-9 годишно дете да направи? Не ви кажам, тоа е поента, не кажам да. Ама се уште до ден денешен ми е така. Само со неа го имам тоа споделено. Поентата ми беше дека јас кога дојдов кај Христос на 15-16 години, јас побарав простување за сите мои гревови во животот. И Божјото ветување е дека ако побараш простување за сите твои гревови, дека сите твои гревови ќе ти бидат простени, какви и да се. Тоа е простено. И непријателот на нашите души ми го вади тој грев години подоцна. И јас неколку дена се мачам со оваа работа. Си викам, ова е според мене од најлошите работи што ги имам направено во животот. Не сум убил никого, чисто да знаете, да мислите дека станува збор за такво нешто, ама го извади на виделина тој грев и вика, тој грев, не знам баш. Пошто беше директна навреда кон Бог тој грев. Не знам баш за тој грев. Ај други веш на луѓето што се им правил така, ама тој грев и денови и го споделив тоа со нена вика, знаеш што тебе гревовите се простени. И некој пат е доволно само некој тоа ти го каже. Тебе гревовите се простени. Не пагај на тие лаги дека Бог ти го држи против тебе, ден ќе ти врати во однос на тоа.
ќе се случува и во твојот живот можеби некој пат. Греф од минатото ќе ти го извади на виделење и ќе ти рече, абе ти сигурен си дека Бог ти го прости? Ајде други работи да, ама ова сигурен си? Што сака да направи? Да ги доведе во прашање Божите зборови, да го доведе во прашање Божиот интегритет. И сите овие начини, многу други начини, имаат се ситуации во кои што ѓаволот има за цел една работа, да го сврти моето и твоето срце против Бог. Лагите се различни, ама тоа е целта. Тоа е целта. И тоа е борба, верувам, за секој еден од нас која што е релевантна на некој начин. Може би не денеска, може би утре ќе биде, може би вчера била. Ама одредена невистина во однос на Бог која што се обидува да ни ја продаде како реалност. И тоа е она, според мене, првата невистина која што сатаната сака да ни ја пласира. Дека тоа што Бог има кажано не е баш така, како што тој го има. Не е баш така црно-бело. Има и друга вистина, има и друга страна. Ама втората, може би од овој текст може да се извадат неколку лаги кои што ги пласира, ама денеска за две ќе размислуваме. Првата е тоа што Бог го кажува не е вистина, и втората е непослушноста нема сериозни последици, негативни последици. Бидејќи кога Бог им рече ако ми бидете непослушни, односно ако јадете од плодот на тоа дрво, ќе умрете, страната вели не, нема да умрете. Не само што нема да умрете, ќе ви биде и подобро. Вика ќе станете како богови, знаејќи што е добро, а што е зло. А знаете што е интересно во целава ситуација? Што вистина е дека он со неговата прва изјава кажа лага, нема да умрете. И тоа беше лага. Он не умреа физички во моментот, ама духовно умреа. Ама кога им рече на Адам и на Ева, вие ќе бидете како богови и ќе знаете што е добро и што е зло, знаете дека тоа беше делумна вистина? Тоа не беше лага, тоа беше делумна вистина. Не ми кажа сите последици од нивната одлука. Ама вистина дека они спознаа што е добро и што е зло. Така? И не само тоа, тука има запишано во 3 глава, 20 стих. На некој начин Бог ги потврдува зборовите кои што сатаната им ги кажа на Адам и на Ева. Сатаната им рече ќе станете како богови и ќе знаете што е добро и што е зло. Тоа е стих 5. Така? Во стих 22 Господ Бог рече: ете Адам стана како еден од нас, знаејќи што е добро и што е зло. Ај сега. Не доаѓа само со лага. Доаѓа и со многу делумна вистина, толку малку ја споделува вистината, само да ти го каже, условно кажано, доброто од непослушноста. И тоа е карактеристично за сатаната. Кога ќе дојде да ти понуди нешто, никој пат не ти кажа кои се негативните последици од тоа. Секој пат ти вика: гледај колку ќе ти биде убаво. Гледај ако ја направиш оваа работа, ако ја донесеш оваа одлука, колку ќе ти биде тебе подобро. И Адам и Ева падна на таа замка. На некој начин како да им кажа: оставете го вие Бог. Оставете го вие што кажал Бог. Вие може да си терате по свое. Може да си правите како што сакате и ништо лошо нема да ви се случи. И тоа е лага која што реално гледам многу луѓе денеска ја купуваат, буквално ја купуваат и ја живеат. Ние живееме во такво општество кај што навистина изгледа вистина тоа што го кажува сатаната. Ги гледаш ти луѓе во најкорумпираните луѓе во општеството, изгледа дека најубаво им оди во животот. И имаат и имоти, и коли, и шетаат, и така натаму се богатат, и во искушение ќе биде некој да рече: па знаеш што, се исплати да бидеш корумпиран. Добро е да бидеш корумпиран, добро е да живееш во грев, добро е да се снаѓаш на било кој начин, зошто? Бидејќи тогаш ќе ти биде подобро. Тоа е лагата на сатаната. И од искуството на Адам и на Ева, и од тоа што го пишува во Светото писмо, и од тоа што го имам доживеано во мојот живот, и од тоа што го имам видено во животите на луѓето околу мене, 100% можам да гарантирам дека непослушноста секој пат има негативни последици. Дека оваа лага на сатаната може да кажам дека е премногу прозирна, ама за жал не е некој пат прозирна. За жал некој пат ја купуваме.
ги веруваме во тие лажни вести дека можеш како сакаш да си го живееш животот, можеш што сакаш да правиш, можеш што сакаш да зборуваш за другите и нема да има ништо, никакви негативни последици во однос на твојот живот. И оваа лажна вест, ова искушение дека непослушноста води кон нешто убаво, дека непослушноста води кон нешто пријатно, дека ако јас си терам како што знам во животот, ако ги напуштам Божите патишта и Божите зборови, дека сам ќе ми биде добро, е лага која што и нам денес ќе ни биде понудена. И нам денес не само што ќе ни биде понудена, секој ден верувам дека ни се нуди. Повторно, таа кампања на дезинформации, на лажни вести која што сатаната ја води, секој ден, тоа е 24/7. Постојано се нуди и постојано се нуди. Не на телевизија, можеби, ама во нашите срца да. Ке дојде и ке ти каже дека непослушноста, дека можеш да правиш што сакаш и дека повторно ќе ти биде добро во животот. Кога некој маж има проблеми во бракот, ќе дојде и ќе му каже, абе знаеш што, треба да се најдеш некоја пријателка за разонода. Ќе ти биде полесно. Малце ќе се опуштиш во живот, така натаму, а стигнеш дома, цело време само со женати проблеми и така натаму и така натаму, тебе ти треба нешто друго во животот. Кога некој има некоја ситуација, некој проблем во животот, ќе дојде и ќе рече, знаеш што, порокот е подобар од молитвата. Ти може да се молиш и да не ти биде подобро. Ама ако тој порок кој што си го имаш му се вратиш, ако му се вратиш ќе те смири, ќе ти биде подобро. Со други зборови, може да правиш што сакаш и ќе ти биде подобро. Кога се наоѓаме во ситуација кај што лагата ќе не извлече од ситуацијата, ама вистината ќе не биде незгодна да ја кажеме, ќе ти рече, знаеш што, излажи ќе ти биде полесно. Ќе излезеш од оваа ситуација. Кога буџетот е тенок во семејството и кога доаѓа веќе крајот на месецот, ќе рече, знаеш што, ти мора да најдеш начин како да ги умножиш овие пари, да дојдеш до повише пари. Има места низ градот кај што можеш да отидеш малце да дадеш и многу да земеш. Кога некој ми сгрешил, ќе се обиде да ме убеди дека подобро за мене да и се лутам на таа личност, дека подобро за мене да зборувам зад грбот на таа личност, отколку да отидам и да се помирам со таа личност, или прво да и простам на таа личност. Денеска е недела, кога доаѓа време за одење на богослужба во црква. Плюс како што е времето денеска дожливо, а денеска е милина дома да си седиш. Дома да седиш, си пуштиш телевизија, проповед онлайн ќе си пуштиш, не е проблем така. Значи кога ќе дое време за богослужба ќе ти рече, знаеш што, цел ден, цела недела работиш, се трудиш, уморен си, уморна си, седи си дома. Подобро е во недела седиш дома, отколку да одиш на богослужба со Божиот народ. Со сите овие обиди, со сите овие лаги кои што се обидува да ни ги продаде, целта е една, да каже дека може да правиш што сакаш, дека може да живееш спротивно на Божиот збор и дека повторно ќе ти биде добро и ќе ти биде убаво. И досега зборувавме за лагите на непријателот, има и многу други лаги кои што ни ги пласира, кои што ни ги нуди секој ден. Ама не би сакал ова да не, се тоа што го кажав до сега да не остави со некој, ако може да кажеме, горчлив вкус во устата, не би сакал се тоа да не остави со чувство на безпомошност, како гледај каков непријател имаме, абе доаѓа, лаже, суши тешко нас. Да, вистина е дека нашиот непријател дека лаже и дека тоа е неговиот главен начин на мамење на луѓето. Ама има еден стих во Светото писмо кој што всушност не подсетува дека Бог ни дал, ако може да кажам, одбранбен систем. Одбранбен систем кој што функционира. Не е само еве ти оружје, па сега не знам ќе видиме на бојното поле, го бива, не го бива. Туку одбранбен систем кој што функционира. Во Исаја 54 глава 17 стих. Во Исаја 54:17 пишува вака: ниедно оружје направено против тебе нема да има успех. И секој јазик кој би се подигнал против тебе на суд, ти ќе го обвиниш. Тоа е наследството на слугите, Господови, нивна победа од мене, вели Господ. Најдобриот лек за лагата е, се разбира, вистината. Најдобриот лек за лагата на сатаната, за лагите, не само за лагата, за лагите кои што сатаната не ги нуди,
е вистината запишана во Светото Писмо. Ама не вистина од перспектива на јас го знам Светото Писмо. Добро е, фала на Господа, знај го уште повеќе, спознавај го уште повеќе. Туку вера во вистината. Бидејќи Ева ја знаеше вистината. Ама ако го читам текстот, како да ми фали вера од неизина страна, длабока вера и увереност дека ова што го вели Бог е стварно така. Да си има вера без да си има вистина е опасна работа. Затоа што таа вера ќе то не се било каде му. Кај ќе дувне ветрот, тама ќе то не се верата. Да си има вистина, ама да се нема длабока увереност во таа вистина е повторно проблем. Зошто? Бидејќи ќе дојдеме во ситуација како Ева. Кај што ќе речеш, ова е вистина, стварно ли е вистина? И стварно е вистина ли ова или не е вистина? И повторно ќе тераме таму каде што ќе не дувне ветрот. И кога сатаната како што Ева во тоа време го имаше, ако може да кажеме Божиот збор како еден вид на устно предание, ако може така да кажеме, ние денеска го имаме Божиот збор како едно писмено предание. И кога сатаната ќе дојде да ни искушува со лаги во однос на тоа кој е Бог, во однос на тоа што значат неговите зборови, во однос на тоа дали имаат примена во нашиот живот или не. Кога ќе дојде да не напаѓа со лаги во однос на тоа дали ни се простени гревовите, дали има излез од оваа ситуација или нема излез од тоа, што и да е. Едноставно што треба да направиме е да се вратиме назад на Светото Писмо. Да се вратиме назад на Светото Писмо. И тоа е една од причините, иако не главната причина, зошто ние секоја недела за недела велиме читајте Свето Писмо. Проучувајте го Светото Писмо. И јас не верувам дека Светото Писмо ни е дадено првично само да се браниме со него. Јас верувам дека првично овој збор, оваа книга ни е дадена да го спознаваме Бог повеќе, да го сакаме Бог повеќе и да му веруваме на Бог повеќе. Не е ова само оружје за одбрана. Ама покрај другото, кога ќе дојдат такви моменти, ова е како добро оружје за одбрана. И затоа апостолот Павле во посланието до Ефесјаните, Павле зборуваше пред неколку месеци на таа тема, сеќавате, кога зборуваше за оружјето кое што Бог ни го дава, апостолот Павле вели да се препашеме со вистината, да го имаме штитот на верата и да го имаме мечот на Светиот Дух кој што е Божјото слово. Со други зборови, не можеш да очекуваш победа кога си под искушение, ако немаш мечот на Светиот Дух кој што е Божјото слово и ако немаш вера. И Бог ни го дал неговото слово, ама верата треба да негуваме. А и неговото слово ни е дадено, ама ако не го читаме џабе ни е дадено. Така. Ама верата дефинитивно треба да негуваме. Ке има моменти кога ќе дојде сатаната со некоја лага, со некоја лажна вест во однос на Бог, во однос на самите нас, и ке има моменти кога нашата вера можеби нема да биде на ниво. На секому се случило тоа. Ја мислам дека најдоброто нешто што можеше Ева да го направи во оваа ситуација е да рече: почекај малце. Ќе одам да разговарам со Бог, да видам што има да кажам во однос на ова. Знаете како некој пат кога ќе отидете на некој шалтер и ако некој не знае баш што треба да се направи, вика: извини да си го викнам претпоставениот, шефот да си го викнам. Проблемот не е што не отиде да си го викне шефот со големо Ш. Туку одлучи да аргументира со змијата и изгуби. Ама кога ние ќе се најдеме под искушение да веруваме во некоја лага во однос на Бог, во однос на самите нас, во однос на неговиот збор, неговите намери, најдоброто нешто што можеме да направиме, ајде да се вратиме назад кај Бог и да го прашаме него. Ако мојата вера во моментот не е баш доволно цврста за тоа што Бог го кажува и гледам дека тоа е под напад, за мене една од најубавите молитви во Светото Писмо е онаа во Новиот Завет на таткото кој што рече: верувам, ама помогни му на моето неверие. Господе, јас верувам во твојата добрина, ама заради 1, 2, 3, 4 во животот, некако ми е тешко стварно нака длабоко да сум убеден во тоа. Јас верувам, ама помогни му на моето неверие. Јас верувам, ама помогни му на моето неверие. Јас верувам дека ќе ми даде сила да простам, ама некако како пак да се држам за таа навреда, за таа повреда што ми ја нанесоа. Пак како да чувам гнев кон таа личност која што пред 5, 10, 15, 20 години ми го направи тоа. Верувам дека ми дава сила да простам, ама
помогни му на моето неверие. Јас верувам дека ќе ми даде сила да одолеам на искушението, ама премногу е јако. Помогни му на моето неверие. Јас верувам дека ме сакаш, ама некој пат се сомневам. Помогни му на моето неверие. За да ги молиме овие молитви, потребно е да знаеме што Бог сака да ни даде. А тоа не е запишано во Светото писмо. Кога го знам Светото писмо, тогаш веќе ќе може да знам што Бог сака за мене, што Бог има за мене, и дури кога се сомневам на тоа, ќе може да дојдам кај Бог и да речам: еве ситуацијата. Ева се сомневаше. Проблемот не е што се водеше по тој сомнеш и заврши таму кај што заврши. Да не ја правиме незината грешка. Ако има сомнеш, дојди кај Бог. Бог не се навредува од твоите сомнежи. Бог не се навредува од таа молитва: верувам, ама помогни му на моето неверие. Баш напротив, мило му е. Бидејќи како дете што доаѓа кај родителот кога му е тешко во животот, и на родителот му е мило, така кога ќе дојдеме кај Бог кога ни е тешко во животот, Бог не вика: ајбе невернику еден, иди среди се па врати се кај мене. Туку дојди. Јас верувам дека Бог ќе ни помогне во тоа за кое што се сомневаме. Она што го веруваме за Бог има директни импликации, директни последици кон нас и не обликува како личности. Она што го веруваме за Бог и е засновано на Светото писмо, често ќе биде под напад. Ќе биде под напад на нашиот непријател, и во таа битка помеѓу лагата и вистината, христијаните се на страната на вистината, така? Ама тоа не значи дека никој пат нема да бидеме во искушение да веруваме во некоја лага. Повторно ќе ни биде понудена и повторно и ти и јас некогаш ќе бидеме во искушение да поверуваме дека оваа идеја за Бог е вистина, иако ја нема во Светото писмо, иако е спротивна на Светото писмо. Ама во оваа битка помеѓу вистината и лагата, Бог не праќа со празни раци. Бог ни дал стратегијата на непријателот и Бог ни дал оружје со кое што може да се одбраниме. И сега за жал има неколку војни низ светот, ама во тие војни претпоставам дека има луѓе кои што знаат да ракуваат со оружје и тие луѓе кои што не знаат да ракуваат со оружје. Прав војник е тој кој што си го познава оружјето. Некој пат зашто испијат со пушките и со нивните оружја. Така, ти мора да си спремен во секој време да го ракуваш тоа. Бог ни го дал ова е Светото писмо, ова е неговиот збор и ни вели: еве го оружјето. Еве го тоа што ти го давам за да се бориш против лагите. Лагите кои што ќе те уништат реално. Лагите кои што ги уништија Адам и Ева, лагите кои што и нас денес имаат потенцијал да не уништат доколку им веруваме. И од нас се очекува денеска ова оружје кое што Бог ни го дал, да го читаме, да го проучуваме, да бараме од Бог да ни даде цврста вера во тоа што е запишано овдека, и само тогаш нема да бидеме жртви на лагите на сатаната. За крај само сакам да кажам дека не сакам да мислиме дека ова е леле то. Да, борбата е комплицирана, не е едноставна. Ама е борба во која што Бог ни кажал: еве ти сигурен начин за победа. Имаш мојата вистина, и јас би додал Бог. Ја верувам дека би сакал да ни каже: ако има сомнеш, ми имаш мене. Дојди разговарај со мене. То не си ги твоите сомнежи кај мене, и верувам дека Бог тоа што е сомнеш може да го претвори во вера. Тоа што изгледа како речиси пораз, Бог може да го претвори во победа. Тоа што ни е пласирано како лага, Бог ќе ни даде начин како да се свртеме кон вистината и да веруваме во неа.